ќе кажат они како сега. Мачно ли ти е тебе сега во последниот период кога не одиш на надпревари? Фала Богу дека ми е мачно, зашто ја како млад член, значи како еден од помладите членови на навијачка група, не можам да присуствувам сега на овие надпревари. Значи ја не идам само да го гледам Вардар и да плескам и да викам, да се извикам зашто дома немам што да правам. Значи одам од срце да го поддржам Вардар, значи да дам поддршка и да гледам резултати. Значи да гледам нормално да е прв, втор никако не доаѓа во предвид, зашто сакаш да бидеш победник, не да бидеш ја што викаат сега по ново лузер, значи да гледаш да си втор, трет, па да паѓаш пети, шести, поради некој, значи како што е оваа управа, да си прави некои нивни малверзации, некои нивни преварантски работи. Ако на Славе му дојдат утре и му кажат еве Славе ти даваме одврзани раце, направи со клубот, што мислиш дека треба? Да, прво ќе ги избркаш управата. Сите ќе ги избркаме и ќе направиме како што е правилно, значи ќе се направи такво собрание кај што ќе може да влијае еден со друг, не како ова, значи еден кажува и никој друг. Ќе има значи собрание, ќе има навијачи определени паметни луѓе кои ќе застанат, значи во тоа собрание ќе кажуваат ставовите и ќе бранат навијачите. Некога сега што и немаме никаква поддршка од управата, може да ви каже и Мачка и Жути, имало гостувања кај што сме иделе во тоа Тетово, Куманово, кај што немаме никаква поддршка од полицијата, немаме никаква поддршка од управата. Идеме самоволно, си плаќаме, влагаме на стадион, никој не штити. Буквално ни кажувало полицијата и останатите, спасете си глава, значи идете на такмица, ваша одговорност. На свој ризик, Да, значи на свој ризик, кај што тоа не треба да го дозволиме. Значи ако може некој на нашиот стадион да доаѓа да навива, може и ние да отидеме да навиваме. Второ да не кажуваме се за тоа, дојдени сме за бојкотот. За бојкотот сакате, но пред да почнеме официјално со емисијата, некој од вас сакаше и да не речам инсистираше на тоа да зборуваме за тоа што е однос на полицијата кон вас како навивачка група. Па добро се. Ако не се лажам, не, знаете зашто? Јас сум за тоа дека ние сме овде дојдени и зборуваме за тоа што бојкотирате и што сакаме да смените, што сакате да смените. Но тоа дека навивачките групи со тоа што е судир со полиција и ликови на хулигани меѓу навивачите е нешто што е неизбежно. Затоа и сакам да зборуваме за тоа на што наидувате и што е оно што е проблем. Кај нас, кога си навијач, значи не се прави разлика измеѓу ултрас и хулиган. Значи, кај нас ако си навијач, ти си онда хулигани си обележан у градот. Значи, како и год да свртиш, ти си хулиган. Значи, не можеш да идеш на утакмици и да поминеш нормално. Само у Скопје верувајте дека не сме ние да внесуваме знамиња кои се на мотки, кои се на 2 мотки за држење. Само нас не претрасуваат, не зимаат, ајде упалјачи ја сегне нормално. Меѓутоа, ние не смееме да носиме бакли, мора да бараме од полиција дозвола. Ние не смееме ништо да правиме. Значи, ако ги водиш како навијачка група, онда си обележен. Те бараат дома, ти се јавуваат на телефони, пред секоја утакмица мораш да идеш у полиција да се јавиш, да се пријавиш. Нигдека не е така. Значи, тоа е само кај нас. Сигурен си? 100%. Значи, кога идеме во Куманово, таму нема ништо. Значи, ти викаат, таму се други закони, апсолутно други закони, таму нема полиција. Таму ти викаат, влези на стадион, па како ќе си идеш не е битно. Овде кога ќе дојдат кај нас на стадион, сите се заштитени како животни. Значи, најзаштитени. Има ли некој од вас овде кој што учествувал во некој од големите инциденти? Леле, колку се изнасмеавте. Многу ве има. Добро, сакам да слушнам мислење од некој што бил директен учесник, некој што го доживеал тоа на свој грб, нели? На свој грб, така, најбуквално кажано. И од кои причини? Кога понови инциденти малте или на немал. Значи, освен во Битола што се случи тоа што се случи, значи на последното гостување кога бевме? Не, предпоследно. Предпоследно гостување, да. Кога бевме во Битола, значи апсолутно таму се случи да полицијата тепа не со пендрати, него со дрва, мислам, верувајте. Мислам, не тепа со што им дојде при рука. Поради некоја мизерна причина кај што не тера да го напуштиме над преворот 20 минути пред да заврши утакмицата. Добро, јас би кажал само дека во последниве сезони малце и соработката со полицијата е малце покоректна, зашто ние имавме проблем, бях да кажал дека јас сум имал тој проблем пред 5-6 години, пред секој дерби со Слога Југомагнат, значи бевме повикувани во станица
и ни беше терено да потпишеме документ на кој пишува дека нема да навредуваме на национална основа и дека ред други работи, дека нема од нас ќе се бара одговорност и дека се што ќе се случи на стадионот лошо, дека ќе бидеме одговорни ние. Го потпишувавте тоа? Не го потпишувавме, но стално бевме повикувани во стилот како ние да сме, не знам. А од другата страна, јас ќе би го испоштувал тоа да и другата страна би било така. Од другата страна не е така, зашто јас би кажал на градскиот стадион се спроведуваат сите закони. Значи законот за спорт, точно ние имаме закон, кај што законски не е дозволено да се внесува пиротехника и така. Но тоа би важело да важи и во другите градови низ Македонија, да, и комите ќе го испоштуваат и ќе ги сносат одговорностите на тој закон. Додека не овде ни се спроведува закон, во другите градови, значи не само што се внесува пиротехника, се можно се внесува. Значи дури публиката не е проверувана. Ние сме имали случај каде што одиме во Тетово, таму се влага без редарска служба, значи влагаш директно на Се стадион. случило ли до сега лице со име и презиме да ја сноси целата одговорност за некаков инцидент, како што кажуваш, сте потпишувале документ, значи од тебе се бара да контролираш цела една ние не толпа, бегаме сега, која што нели нема да извикува. Значи, како што сме дошле овде да пароли. разговараме како представници на групата, така и се нафаќаме да сносиме дел од одговорноста. Дел од одговорноста. Само не може ние да сносиме одговорноста на некој си дерби надпревар, пошто тоа сепак се случува на дерби надпревар, кај што има повеќе публика, 1000 до 2000 народ. Не може ние на цела публика да ја кажеме што треба да прави, како да прави. Тоа е импулсивно, секој си реагира на свој начин. Значи ние пробуваме да ги средуваме работите на стадионот и дури ја би кажал, пак би нагласил, во последниве сезони имаме и коректна соработка. Значи преку што со состаноци, што на лице место ни се прогледува низ прсти, би кажал. Тука е негде во нормала се движат работите во последниве сезони. Алек, колкав дел од тоа што е, да кажам, твој живот, живење, им даваш на комити и лојал фанс? Па не знам, тоа е дел од мене. Дел, например... До каде може да одат работиве за да дигнеш раце од се? Или не може никој да те предизвика толку? Не би, никако не би дигнал раце. Еј, помалку бев и моите дома викаат, аман, доста претени се утакмици, вака, така. Џабе. Во мене, тоа не можам да го извадам. Како сега го надополнуваш недостатокот од? Па, да ви кажам, премногу ми фалат утакмиците. Зашто кој ќе дојде недела си се знае ден за утакмица. Одиш да гледаш некоја друга или? Не. Не? Не можам да ја гледам. Добро, ајде вака, може би неподготвен. Наброј ми идеален состав на Вардар. Со тоа што во моментов Македонија го има како играчки потенцијал. Значи, наједноставно, прваци. Само го смениме името. 8 играчи работнички се веќе на Вардар фудбалери. 3-4 играчи има во Милано. Значи, а тоа се двата, првиот и вториот што се на табела. Значи тие не чинат за Вардар, а одат во најдобрите клубови кои се први и втори. Имаме одстапени играчи на Цементара, што истиот тој одстапен играч ни дава 2 гола кога игра Цементарница Вардар. Тој истиот што не чини за Вардар е во Цементара. Ама тој истиот ни дава и 2 гола. Пошто не знае да игра, Цементара дава 2 гола. Кај сте го позајмили уште го папате? Многу примери има такви. Тоа е дел од аргументите како се лошо менаџираат играчите. Тоа е еден од моментите кои ви пречат. Имате во неколку точки кажано што е тоа што вие сакате да го смените, значи те молам точка по точка. Иницијативниот одбор за спас на ФК Вардар подготви предлог план за функционирање на клубот. Значи мислиме дека кога некој не е способен да го направи тоа, ние како навивачи сме способни да изготвиме таков план и го изготвивме кратко во 9 точки, кратки точки. Значи најпрво бараме да се одржи, да се свика тоа собрание. Не знаеме веќе ни кој е валиден, ни кој е постоечки председател. Важно ние да се одржи тоа собрание. Тоа собрание да биде јавно, транспарентно, да присуствуваат новинари, да присуствуваат представници од Агенција за млади и спорт, представници од Фудбалскиот сојуз на Македонија. Сето тоа со намера да биде пред очите на јавноста, значи да не биде тајно. И во тие точки ние изготвивме 9, како што кажав, собранието од клубот да го сочинуваат навивачи од сите возрасти, Вардарови легенди, значи го сочинуваат